Драги македонци, сега следува првата снимка од македонската заедница во Алберта, Канада. Нашиот продуцент Васил Јанков неодамна престојуваше во оваа убава канадска провинција. Следете ги овие прекрасни разговори со македонците во Алберта само на програмата Час на македонски корени. Почитувани гледачи, се наоѓаме во Calgary, Алберта, со Кирил Трпков. Кирил, добро дојдовте во програмата Час на македонски корени. Ви благодарам за поканата и голема чест ми е да бидам гостин во вашата програма. Се наоѓаме во Calgary да дознаеме нешто повеќе за македонците во овој прекрасен канадски град, но да започнеме со вас, вашиот почеток во Македонија, во главниот град Скопје. Кажете ни нешто повеќе за вашите почетоци таму и доаѓањето во Канада. Мојот живот се одвиваше во две етапи. Јас сум роден, израснав, се школував, вклучително и завршување на медицински факултет и специјализација по патологија во Калгари, во Скопје, на Универзитетот во Скопје, а потоа во 1993 година се преселив во првин во Едмонтон на University of Alberta, а потоа во Калгари од 2000 година. Така што можам да речам дека првата половина на животот ја поминав во Македонија, кога бев млад, а моите зрели години и овие повозрастни години ги поминав во Калгари, каде што сум веќе 20 години и сум професор на универзитетот, како што рековте, по уролошка патологија. Одлично, значи доаѓавте со вашата сопруга, која исто така е во има медицинска професија, дентисте. Кажете ни нешто повеќе за Билјана. Билјана Трпкова може би е уште поуспешна од мене, затоа што таа е специјалист, ортодонт, која што има своја ординација и е веќе 20 години во пракса, така што многумина од нашата заедница од Македонија ја познаваат, меѓутоа и многу други, затоа што таа имала илјадници пациенти. Таа се грижи за убави насмевки, да им ги направи насмевките на луѓето убави, а мојата специјалност, патологија, е специјалност која што за оние што не знаат, е главна диагностичка гранка во медицината. Јас сум оној лекар што ја поставува диагнозата врз база на ткивата и биопсиите од пациентот. Вие рековте дека вашето потекло е од главниот град на Македонија Скопје, но на вашата сопруга има корени од Лерин, како што знам. Точно е тоа, по мајка, мојата сопруга потекнува од Леринско, од Горно Котори. Меѓутоа, нејзината мајка, која што оваа година за жал почина, Тинка Стојанова, е една од децата бегалци, која што во 1948 година замина од Грција во Македонија.
Македонската заедница во Калгари. Кажете ни нешто повеќе за вашата историја со македонската заедница во Калгари и Едмонтон, ако е возможно, за вашето искуство со македонците овде, дали е пикници, веселби, било што. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Каде и да замине, секој од една етничка заедница и македонецот не може да избега од себе и од своите сонародници. Меѓутоа и по природата на нештата, социјалниот живот најчесто на сите оние што се наоѓаат надвор од татковината, гравитира и револвира околу тие луѓе кои што му се блиски по јазик, по традиција, по обичаи. Заедницата македонска во Алберта, во Едмонтон и во Калгари не е многу голема. Моја проценка има околу 300 до 400 македонци во Калгари и ние обично се собираме во поголеми групи, за жал во последниве 2 години многу помалку заради ковид пандемијата, на прослави на Илинден или на разни семејни прослави. Секој секогаш си има еден круг на луѓе кои што му се поблиски семејни пријатели, но можам да кажам дека сите се, како што велат овде, hardworking, honest and dedicated in their professions and they're all proud Macedonians, или сите се горди македонци. Тоа е најважно пред се. За нашата емисија тоа е најважно. И имате 2 деца кои што исто така сега студираат, нели? Да, моите деца порасна во Канада. Син ми Цветан, кој што имаше 4 години кога се преселивме во Канада, сега е специјалист кардиолог, моментално на субспецијализација во Стенфорд, во Калифорнија. А ќерка ми Бистра, која што има 29 години, моментално се наоѓа на студии по стоматологија или за Doctor of Dentistry во Сиднеј, Австралија. Дали имате една порака за македонците, за нашите млади македонци кои што ќе студираат на универзитет или на коледж или на било кој начин, што е вашата порака до нив? Затоа што морам да кажам дека вашата фамилија е исклучителен пример на високо ниво, кој што ќе помагате на канаѓани и на македонците нормално во една многу важна професија, било тоа вашата професија или на вашата сопруга или на вашите деца во иднина. Дали имате една порака во врска со тоа? Како човек, повеќе одошто како македонец, моje мото е секогаш направи добро на некој друг и никогаш нема да се грижиш што може да ти се случи. Ако правиш добро, со добро ќе ти се врати. Така и ние сме помогнале на многумина кои што емигрирале во Канада, што е исклучително тешко кога ќе се направи тој голем чекор да се сменат континенти, да ги започнат првите чекори. И со многумина од тие македонски семејства ние имаме и блиски контакти до ден денеска. Овде во Англија, во Канада, на англиски велат there is no good luck, there is just determination. Нема среќа, има само упорност и одлучност и детерминација. Затоа што ако постои една цел кон која човек се спреми, само овде велат sky is the limit, или небото е лимитот. Одлична порака за нашите македонци и за другите гледачи на нашата програма. Како беше овде и како е сега, како се справите со COVID-19? Кажете ни нешто повеќе за вашето искуство околу COVID-19. Ова е една многу сложена и тешка ситуација што создава предизвици на сите делови на светот. И ние мислевме како лекари и како медицински лица дека ќе можеме да ја ставиме под контрола. Јас бев голем оптимист дека вакцинацијата ќе го направи пресвртот, што во голем дел и се случи. Меѓутоа, сметам дека ќе ни треба уште време за да ја ставиме пандемијата под контрола. Не само во Алберта, не само во цела Канада, туку и во светот. Посебно загрижуваат бројките кои што сега, на крај на август месец 2021 година се качуваат во Македонија и јас би им порачал на сите што
може би имаат пријатели или македонци кои што живеат во Македонија, а и на сите македонци во Канада да се вакцинираат што побрзо, затоа што со тоа не само што ќе придонесат за личната заштита, здравствена заштита, туку и за колективната општествена заштита од ковид. Иднината на македонската заедница во Калгари. Дали има можност македонците да имат своја македонска православна црква или македонски културен центар или собиралиште на македонците, било што е македонско да биде со име македонско. Дали имате некои идеи и дали има можност за тоа во иднина, затоа што до сега нема такво нешто. Секако дека такви идеи постоеле и постојат, меѓутоа досега пред се малобројноста на заедницата била најголема пречка да се остварат тие идеи, тие замисли. Се надевам дека можеби кога ќе имаме поголема група на македонци, така да кажам, критична маса која што може да ја повлече работата, дека можеби ќе имаме и таква такво едно место каде што ќе може заедно да се собираме, освен надвор од сите тие вообичаени прослави, семејни или национални. Дали може да има едно друштво, здружение, што не мора на почетокот да има зграда или место, барем да се собирате еднаш месечно, да имате комитет, да започнувате со нешто македонско овде. Дали има такво нешто? Иако бројот на македонците не е голем, меѓутоа е поголем од некои места каде што има македонски цркви. Дали имате една идеја да има состаноци, нешто да започнувате? Дали има... Секако дека постои таква можност. Пред се, татковината на Македонија е македонскиот јазик. И сите што се овде дојдени и овде што се израснати, треба да го знаат македонскиот јазик, затоа што јазикот е нашата заедничка татковина. И секако дека вашето прашање и вашата идеја во смисла на создавање на едно место, на еден простор каде што ќе може да се собираат луѓето, каде што ќе може децата да зборуваат македонски, е одлична работа. Меѓутоа во 21. век, во кој ги имаме социјалните мрежи, имаме онлайн програми, може да се размислува и за таква некоја содржина која што ќе може да ги обедини сите македонци, не само во Канада, туку и во Македонија и по цел свет, под таа нивна заедничка татковина, тоа е македонскиот јазик. Дали имате една порака на крајот денешниот разговор за македонците овде во Алберта, каде што нашата програма сега се емитува еднаш неделно во Алберта и еднаш неделно во Бритиш Колумбија, каде што живее голем број на македонци, и во Онтарио секако најмногу македонци во Канада живеат во Онтарио. Дали има и ширум Канада, дали имате една порака, поздрав за македонците гледачи на програмата Час на македонски корени? Секако дека имам. Бидете вредни, упорни, истрајни во тоа што го работите, затоа што вие сите поединечно ја представувате Македонија и преку вас сите овдека во Канада и каде што ќе живеете, ќе ја препознаваат Македонија. Со еден збор, бидете амбасадори на она се што е добро и она се што е македонско, за да го ставиме и оставиме нашиот печат како група на луѓе, како народ и како жители кои што припаѓаат на една мултикултурна, толерантна и широкоградна земја како Канада. Кирил Трпков, македонец од Калгари, многу ви благодариме. Ви благодарам уште еднаш за поканата и ми беше чест да присуствувам во вашата емисија. Благодарам. Поздрав од Калгари! Поздрав македонци!